Добар ден. Добар ден. До холидин ве молам, ако може побрзо ќе ми избега автобусот за најродом. А, што не му кажеш ти на ЈСП да побрза? Па не знам, го немаше веќе и веќе е доцна. Дечко, низ овој хаос у градов тенк не се пробија, не јавен превоз. Сигурно е случајно. А ти од Марс си паднат? Не, студирам во Виена. А, Виена, од Балканци не измиена. Да, има балканци, ама балканштини нема. Да, се си работи перфектно и се е на време. Како се викаш ти, дечко? Тому. Томо. Ако не те соберам јас, ти каснеш на авион, ќе каснеш на тоа таму испити, што и да имаш, и кој ќе биде крив? Ма јас не каснев. Си дојдов на време исто како во Виена. Ман со таа Виена, Виената Виена. Да ти кажам за тука. Тука има 800.000 жители, напикани у 400 автобуси, 150.000 коли и сите се тъскаат во истите 2,5 улици. За пек, а доктор нигде нема. Мене ми е мако од ваше зборување, господи. И плюс таксистите во Виена не треба да зборуваат со патниците. Ајде да. Ајде си кити. Кај пишуе бе број бе? Абе не сте. Не сте нормални бе, како се паркирате овак? Дечко! Дечко, за тебе ли е таксиво? Еј, Штраус, кај си бе? Тина напнатина. А? Едва и чекам да ме давиш со твоите глупости, ајде. За тебе сум ја, госпожа такси драйвер. Госпожа такси драйвер без такси, а? Па кај да влезам, види како се паркирани, глеј овој хаос. Сакаш ушка да те носам? Ајде. А? Абе бегај таму, ајде. И види, јас сега со таксиво не можам да поминам, а замисля да треба пожарна да влезе. Абе, да не бе овде коли бе паркирани, ќе можеш да си влези исто ку Виена. Шо бе, Виена, доставише со таа скапана Виена, дај примени нешто таму. Ти си зборил со комшиве. Не, Па шо се смееш, со куќен совет? не, Уопштина си бил? не. Па шо чекаш, не разбирам, да ти се запали мозок или стан? Значи пак си напорна. Значи, не, ти пак игнорираш. Па земи направи бе некоја акција, некоја герила со онакво церада од камион во големина на пожарна, па стаја тука да виш како ќе реагираат комшиите. Така ја ограничувам слободата на движење. Ама они ограничуваат пристап. Па дај влагај више. Еј, Штра, абе каде со ѓубрето околу? Ајде, не е ѓубре, туку селектиран отпад. А сакаш да ја да те селектирам низ врата? Ајде бе, не се плаши, има стакло, хартија и пластика, и плюс немам такви контейнери кај мене умало да ги фрлам. Ме зезаш, ти фаќаш такси за да фрлиш ѓубре. Е, добро да успат ми е. Ама ти реков, иди реагирај уопштина, 100 пати сум ти кажала. Во Виена нема потреба за такви работи. Си има уопштина вработени и си мислат за тоа. Виена, а кај нас знаеш што се селектира? Што? Кој е кафе кај да се пие? Да бе, зборуваш нонсенс. Ма каков нонсенс бе, Штраус? Значи, кажи ми кај селективно да те фрлам и ќе си идеш у општина, ќе си побараш контейнери затоа што ја немам намера тебе комуналез да те изигравам. Јасно? Јасно. Журна го нема патников. Еве го. Ај, здраво. О, пак ти, а? И пак ми шверцаш ѓубре у такси. Не бе, идем у парк. Мислиш градски паркинг? Па да можат у езерцата внатре ќе се паркираат. Кај Буцо Нилскиот коњ у езерце да влезат со се колите. Па што да правиме бе, еден парк си имаме и таму идеме. Еден парк си имаме и таму си идеме. Та како бе на никого не му текна? Наместо згради, паркинзи, да каже еден огромен парк да направиме. А? И тоа и не ти е лоша идеја. Еј, прифати идеја. Штраус,
Ау, сега ќе те носам на едно место. Кај ќе ме носиш? Ќе видиш. Не си у парк. И сега видиш. Ова? Бе, ти стварно испадна као Де Ниро у филмон Такси драйвер. Го чистиш ѓубрето. Тоа е затоа што реагирам, не игнорирам. Разбираш? Реагирај! Не игнорирај! Реагирај!